Почитувани гледачи, добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Скопје ги санира последиците од катастрофалното невреме што го зафати деновиве, кој однесе човечки животи и многу голема материјална штета. Сите активности, сите институции се на располагање и граѓаните го даваат својот придонес за што побрзо надминување и излегување од оваа криза, но веројатно не оди се така бргу и лесно, затоа што за многу кус временски период многу вода надојде и голема штета направи на местното население. На оваа тема ќе разговараме вечера со моите гости, господин Антони Трајковски, градоначелник на општина Газибава, и Драги Тарчуговски од Центарот за управување со криза. Господин Трајковски, со вас ќе го поминеме по големиот дел од емисијава. На почеток, бидејќи имате обврски и активности, ќе треба да заминете од емисијата, но ќе го искористиме да ни кажете каква е генерално состојбата во општината во која што имаше најголеми проблеми, најголема штета во општина Газибава. Како, значи, после неколку, 2 дена, како ја гледате вие ситуацијата сега? Напред, добро вечер. И уште еднаш сакам да изразам сочувство и жалење за сите жртви, сите настрадани од ова големо невреме, за сето она што е уништено на територија на општина Газибава. Веќе јасно е, нели, од количината и големината на силата на невремето што беше, од аспект на дожд и ветер што се појави во тој период. Во моментот работиме на расчистување на теренот. Би упатил голема благодарност до сите оние кои што се одзва на нашиот повик да помогнат, почнувајќи од ангажирање на механизација. Голем број на машини се во моментот на терен, работат. Исто така имаме голем број на работници кои што пристигна во текот на денешниот ден, вчерашниот ден, очекуваме уште поголем во текот на утрешниот ден. Затоа еве давам апел и нас ќе ни требаат и уште луѓе. Благодарност за сите оние кои што се одзва, исто во делот и на донациите, количини на вода. Во моментот имаме доволно количини на вода, но ќе ни треба и за следните денови, затоа апелот мој е да сите кои што сакаат да помогнат да се јават во општина Газибава. Имаме отворено 2 пункта. Едниот пункт е во Сингрич, во основното училиште 25 мај, тој е дистрибутивниот пункт. Од таму ги дистрибуираме сите средства што ги добиваме, а вториот пункт е прифатниот пункт, тоа е во основното училиште на Наумовски Борче. Така да од аспект еве на уште еден апел од моја страна за помош и поддршка. Во постојана координација сме со сите државни институции. После оваа емисија имаме седница на влада каде што ги сумираме денешниве резултати и правиме план за вечерните активности и утрешните активности. Во моментот најголем дел од нашата територија кај што беше зафатена со невремето е проводна. Останува голем проблем во делот на Страчинци, затоа што таму не постои, условно нели кажано, не постои инфраструктурата. Кои се уште да резимираме најпогодените подрачја? Значи најпогодени подрачја, еве ќе ги наборам, почнувајќи од Смилковци. Во делот на Смилковци имаме големи штети, таму имаше и жртви. Во Црешево, во Виниче, во инфраструктурата имаме. Денеска работевме да го пробиеме патот и веќе во доцниве часови треба да е пробиен. Односно таму е комплетно однесен дел од патот. Таму работиме да го поврземе селото, влезот и излезот на селото и вечерва треба да биде поврзано. Во Страчинци нема големи, да кажам, штети на објектите во однос на другиве населени места, но има штети на инфраструктурата. Таму дел од патиштата ги нема. Дел од патиштата се некаде во висинска разлика од 1,5 до 2 надолу отидени, значи нема можност за помош да се. Нема да може, прво ќе треба да се расчисти голема токму така, значи механизацијата работи, со неколку машини работиме. Тежок е теренот, пристапот е тежок, но активираме повеќе механизација и за утрешниот ден. Понатака одиме, значи Барњарци имаше во делот на речното корито, тука работиме да го санираме патот покрај реката што оди кај црквата. Понатака Стајковци беше едно од најзафатените подрачја, токму така. Во делот на обиколницата, посебно куќите што беа зафатени, таму уште има и возила кои што се во непосредна близина на обиколницата, да работиме на расчистување на тие возила, да можеме да ги извлечеме. Војската и полицијата постојано се на терен. Најголем дел од теренот неколку пати е пребаран. Евентуално да не имаме луѓе кои што се потрупани и они сознанија што ги добиваме на терен од самите граѓани. Се испитуваат, се проверуваат, евентуално некаде да нема
кај што треба да се помогне од аспект да, нели, доколку некој е затрупан и евентуално треба, нели, да се помогне да се извади и така натаму. Значи Стајковци едно од местата каде што беше поголема штетата. Во Стајковци во моментот кога беше невремето, ние се боревме некаде 3,5 до 4 сата да дојдеме во селото. Обиколницата да беше комплетно разрушена, немавме пристап од таму. Од селото Сингилич исто така немаше пристап, голема количина на вода наноси. Самиот Сингилич беше исто така. Токму така, и затоа Стајковци ни беше некаде одвоено, одсечено 3,5 до 4 сати заедно со специјалната единица, со армијата. Голема благодарност до нив, затоа што на мојот повик веднаш беше ставена во функција целокупната инфраструктура, механизација на армијата, многу помогнаа тука специјалните возила на полицијата и на армијата. Дел од граѓаните кои што беа и по кровови, затоа што беше нивото на вода некаде над 2 метра, успеавме да ги спасиме со возилата кои што беа специјални, беа во функција и чамците што беа од пожарна, од институциите што ни ги дадоа, од полицијата. Значи Стајковци го напоменав, Сингилич исто комплетно цело, таму скоро сите куќи се офатени со ова невреме, во делот на економија, токму така, и таму имавме посебно делот кај што е Камник. Тоа е дел од Сингилич кој што гравитира непосредно до езерото Стајковското езеро. Таму има и брана и тоа е едниот тој ударен бран што доаѓа. Значи овдека фактички од Скопска Црна Гора имаше два ударни брана, едното е преку селото Смилковци, Стајковското езеро и влезот на преку делот Камник во Сингилич, и вториот дел е помеѓу Стајковци, односно Црешево, Виниче и Страчинци, кај обиколницата тука кај што имаше големи наноси на вода, земја, на кал, на земја, на камен. Значи тие вака како две зони ударни. Економија, делот на економија, исто имаше големи штети и таму работиме со механизација, со расчистување. Во делот на Инџиково, во делот Питогули, Инџиково, исто таму голем број од граѓаните се зафатени со ова невреме. Во делот на Ченто, покрај улицата Финска, оној нанос што дојде од Камник, улицата Товарник, во делот на Ченто, значи исто тука доста од луѓето претрпеа штета. Уште имаат во подрумите вода. Значи во моментот работиме на пробивање на патната инфраструктура да можеме да обезбедиме пристап до секоја куќа. И на терен е механизација која што работи на тоа, а воедно ангажираме голема количина на пумпи, на вакуум цистерни. Со кои проблеми се најмногу се соочуваат граѓаните? Со се уште вода во нивните подруми? Да, тоа сега во моментот на расчистување, значи струјата е голем проблем. Едно со друго е поврзано на некој начин, тие немаат ништо. Во моментов главен приоритет е да се добие струја за граѓаните. Никакви за живот немате, тие што останале таму? Да, токму така, да. За дел од граѓаниве обезбедивме и сместување, оние што не можат да бидат во своите домови, заедно со Црвениот крст, заедно со Министерството за труд и социјална политика, со градот Скопје, ги сместуваме, ги прифаќаме некаде околу 30 до 40 граѓани. Зашто бројката се зголемува од момент во момент. Сместени се во училиштето Партенија Зографски. Така да еве ние сме постојано во комуникација со граѓаните таму каде што треба и обезбедуваме и сместување, им даваме лекарска поддршка. Значи во прифатниот центар во Наумновски Борче се носат граѓаните, од тука се прави анализа што е најпотребно за нив и понатака се постапува дали да се однесе до некоја здравствена институција или треба некаде да биде сместен за... И без вода и без струја, но тоа па некако од едно со другото. Не можете да се пушти струја додека има се уште... Работиме сега денеска беше пуштена во Страчинци, но имаше мал проблем поради некои дефеци, односно скинати жици. Таму можеше да се пушти, но во низинскиот дел се уште дел од трафостаниците беа под вода. Малку проблем направи и во текот на вчерашната ноќ дождот, затоа што пак се зголеми нивото некаде за 10 сантима на водата. Значи, заедно со ЕВН сме во постојана координација. Ние обезбедивме и дел од агрегати кои што ги ангажираме посебно на клучни места. Едно од тие клучни места е препумпната станица во Инџиково. Таму се собира целата фекална вода од економија, Сингилич, Стајковци и таа со препумпување оди кон реката Вардар, односно кон хиподром. Таму имаме ангажирано голем агрегат. Исто во Основното училиште 25 мај однесовме агрегат.
Тоа е еден од местото каде што дистрибуираме храна, вода и имаме сега е веќе во функција, односно имаме и осветлување, агрегатот е во функција. Однесовме агрегат во основното училиште Крсте Мисирков, односно извинувам, Кирил Методи во Стајковци. Значи струјата е најнеопходна, но мора да има разбирање кај граѓаните затоа што подобро е кога ќе биде пуштено да биде тоа сигурно направено, да не се направи уште поголема штета, па не да боже и човечки жртви, затоа што доколку имам инсталација која што под вода, тоа може да направи голем проблем. Така да со Евана се на терен, ветија дека некаде за 2 до 3 дена ќе биде комплетно санирано. Во дел од местата каде што е непристапен теренот, има потешкоти со инфраструктурата на Евана. Значи имаме паднати бандери, треба се замена, треба да влезат возилата. Значи тоа се работи сега. Исцрпување на водата од домовите е многу важно за граѓаните во овој момент. Ние како општина уште утре ќе направиме дополнителна количина набавка на пумпи. Некаде планираме денеска утре преку 1000 пумпи да бидат вклучени на терен. Вакуум цистерни се на терен. Добиваме поддршка и од соседните држави. Денеска добивме од Република Србија, од Бугарија. Со механизација пристигна од голем број на општини во Република Македонија. Сите средства што ни стојат на располагање во држава гледаме да ги искористиме. Така да тоа е во ова фаза сега што работиме. Има големи наноси на кал, на разни предмети. Тоа се работи исто да се расчисти и интензивно посебно утрешниот ден ќе го искористиме заедно со комисијата за проценка на штета. Уште утре ќе биде активна. Оние граѓани кои што имаат пријавено за угината стока, сакаме таму прво да отидеме за да може да се направи проценката и тоа веднаш заедно со комунална хигиена е договорено да тој добиток биде соодветно тргнат, затоа што може да предизвика понатака проблеми, ширење на зарази и така натаму. Значи, апелот до граѓаните да нема потреба да доаѓаат кај нас да ја пријавуваат штетата. Формирана е комисијата од страна на владата, утре излегува на терен. Имаме вклучено вработени од општина Газивава, тоа ше нашите вработени во администрацијата, секретарите на местните заедници кои што на терен ќе ги носат комисиите. Некаде утре стартуваме со близу 15 комисии да се направи таа првична проценка за да можат луѓето полесно да си расчистуваат дома. Така да апелот е ние ќе дојдеме од секоја од куќа во куќа и ќе ја правиме таа проценка, нема потреба да доаѓаат кај нас, а слободно може да се јават сите кои што било каква поддршка им е потребна. Кај нас во општината луѓето ни се постојано на терен. Црвениот крст е на терен, нашата администрација е на терен, има постојано луѓе, слободно може да се обратат за било каква поддршка што треба да им ја овозможи. Трајковски, веројатно најголемиот товар и ангажман доаѓа на општините во вакви ситуации и верувам дека се гледа дека сте постојано сите на терен. Каква е соработката со имаше делови од други општини, Бутел да речеме беше малку зафатен. И градот, гледаме дека и градоначалникот Коце Трајановски рече си секаде каде што има потреба тоа, па и другите институции. Каква е соработката меѓу општинска и со Центарот за управување со кризи кој што по дефолт е задолжен на некој начин да координира со сите други институции? Па јас уште ќе потенцирам, затоа што навистина имавме брза реакција во однос на заедничката соработка. Нашата општина нема капацитет со ова да се справи, затоа што напоменав, во дадени места беа потребни специјални возила, специјална опрема. Јас, затоа што веднаш излегов на терен, она што го добив како информација од граѓаните, веќе во 21 часот бев на терен и ја согледав сериозноста на ситуацијата и алармирав. Веднаш алармирав до Дирекцијата за заштита и спасување, до армијата, до полицијата и во најбрз временски период дојдоа на терен и верувам затоа и голем број на животи успеавме да спасиме. Вечерта преку 1000 граѓани беа евакуирани. Денови ја подобруваме таа соработка во однос на комуникацијата, какви средства, од каде можеме да ги добиеме, механизација, човечки ресурси, алат одреден. Значи, јас пак уште потенцирам таа брза реакција придонесе и да колку што можеме намалиме број на жртви и намалиме она што како штета беше направено кај граѓаните. Во вакви ситуации, мисля че дека сега е најважно да се решат проблемите, да се санираат проблемите, да се излезе во пресред на граѓаните, но живееме во едно политичко време и сите имаат различни ставови околу тоа дали може да се избегне повеќе или помалку, дали може да се надмине тоа, иако сите се слагаат и експертите, па дури и другите политички, дека ова беше навистина на временска катаклизма, непредвидлива на некој начин, барем од она што можеме да го слушнеме од луѓето од
управата за хидрометеоролошки работи кои што се надлежни да прогнозираат благовремено и да предупредуваат, за да може благовремено да се реагира. Ќе се критикува можеби подоста, има и сега критики. Моето прашање е следно: дали откако ќе се расчисти ситуацијата, да речеме многу зачудувачки беше што тоа се случи на обиколницата, која што е нова, асфалтен пат, не е тоа некое село каде што немало доволно можности да се избегнат вакви ситуации. Дали сега се стекнува една поука да се надмине во иднина, да не се случува пак, оти дождот е непредвидлив, нели? Никош не знаеме кога Господ ќе речи да наврне токава количина на вода и може да се повтори. Таму не е пошумен тој дел од селото. Како да се заштитиме во иднина? Дали треба да се поизготви некој план и платформа? Една од одлуките што беше донесена на синоќешната водена седница на владата е токму тоа да се направи добра анализа, да видиме во иднина како може доколку дојде вакво или во помали размери или во вакви подрачја кои што се изложени. Да видиме како може тоа, затоа треба да се вклучат експертите, да дадат своји предлози, но верувајте, оние кои што беа на терен и ја видоа силината на невремето, може слободно се констатира дека би можело нешто да се ублажи, но тешко во ваква ситуација кога имаме 2 метра вода над патот на обиколницата, дека може некој канал тоа да го прифати. Слободно се виде дека каналот во Сингилиш, например, е комплетно исчистен. Значи немаше треба, значи комплетно исчистен. Но штетите се големи. Огромен е каналот. Значи навистина беше количината на вода огромна. Само како податок ќе кажам дека ние секоја година ги субвенционираме граѓаните, некаде околу 3.800.000 денари обврската што општина Газибаба ја плаќа кон водостопанското предпријатие Скопско поле и годишно по 20 км каналска мрежа се чисти. Во минатото направивме големи ангажмани во чистењето на каналската мрежа. Еден голем проблем што ни беше затоа што целокупната наша вода оди до местото преку општина Илинден, Петровец, во местото Таор и оди во реката Вардар. Таму нивото на каналот е некаде 2 метра под нивото на реката Вардар. И таму имаше 2 пумпи во минатото, но често пати кога имаше невреме, тие пумпи беа исклучени од далеководот немаше струја и имавме одредени проблеми со тие атмосферски води. Во минатиот период, значи тоа го видовме како проблем, се направи еден голем ангажман заедно со дирекцијата за заштита и спасување, значи се обезбеди агрегат, таму и кога имаме невреме, постојано тие пумпи работат, односно постојано се празни каналската мрежа. Уште една пумпа се стави во функција, значи имаме 3 пумпи. Значи оваа ситуација се ублажува со тоа што водата во каналите не стои, туку се движи. Тоа може да се види на лице место. Тоа значи како превентивно во минатиот период што сме го работеле заедно со водостопанското предпријатие Скопско поле, напоменав, општина Газибаба, општина Илинден и општина Петровец, веќе 7 година поред ги субвенционираме граѓаните. За да немаат она обврска што е за одводнување, општината ја зема како обврска, за да исплатиме кон ова водостопанско предпријатие, за да можат каналите да се чистат. И напоменав дека 20 на километри годишно се чисти каналската мрежа. Но имаме два многу важни фактори кои што мислам дека влијаат. Прво е, како што напоменавте, пошумувањето и штетите што беа правени во минатото со сечата, посебно во делот на Скопска Црна Гора, оној дел што гравитира кон Липковскиот крај, Кумановскиот крај, имавме големи диви сечи, така да сигурно има тоа влијание. Дел што е оголен простор или што не бил пошумен во минатото, може ќе треба се размисли да се направи поголема активност да се пошуми тој простор. Исто така голем улога играат оние мали канали кои што порано ги имало. За жал сега ги нема затоа што сите огради се ставени до самата улица. Ние упатувавме апели на многу места кај што сакаме тие канали да ги отвараме, мора да имаме соработка со граѓаните. Тој дел е најчесто приватен, ние сме спремни да направиме експроприација заедно со водостопанското предпријатие, но најчесто се тоа куќи, огради каде што многу тешко се работи. Тие каналчиња треба да функционираат, но ова што го кажуваме само можноста кога би дошла нормална количина на вода. Со оваа количина на вода, напоменав, на автопатот некаде над 2 метра вода имаше над површината на асфалтниот слој на автопатот. Така да во ваква елементарна треба стручните лица да излезат на терен, да видиме таа вода од Скопска Црна Гора, како би можела да се прифати. Затоа владата, една од заклучоците што ги донесе да се направи комплетна анализа во следниот период, што треба се преземе, дали треба уште некој канал да се отвори, да се прифати таа вода што доаѓа до згора да се канализира. Колку што може, напомена во насока да се ублажат сите овие штети и војнина доколку дојде ваква количина на вода.
Знаете, тоа што би било посигурно сигурен простор за движење од и сега, знаете, останува еден страв, секој дожд кој ќе заврне, луѓето престанува да се движат. Сега се плашат дека по обиколницата, ако заврне многу повторно, ќе дојде таква ситуација. Кога би биле сигурни и безбедни. Ние имавме еден запад кој што беше направен заедно со Агенцијата за државни патишта, во непосредна близина на Клучката кај Стајковци има направено мини вештачко езеро. Значи дел од таа вода кога имаме нормални врнежи, под автопатот има голема цевка поставено, преку каналче се собира во тоа мини езерце. Значи тоа беше направено некаде пред 5 или 6 години. За таа нормална количина на вода што доаѓа да се прифати. Токму така. Исто така во делот денески граѓаните самите кажа, во делот на Смилковци имаме една каналска мрежа која што доаѓа од планинскиот дел. Во минатото често пати ја чистевме за да лесно поминува водата да не застанува кај куќите. Но таа вода што доаѓа од таму низ Смилковци доаѓа во Стајковското езеро. Има брана, денеска направивме увид на браната и во минатиот период тоа го правевме. Значи таа брана е градена многу одамна, пред 50 на години, таа е во добра состојба. Значи видовме дека браната не попуштила, што е добро и направила голема заштита на посебно на Сингелич. Значи ова езеро Стајковско се појави последниве 2 години. Тоа езеро го немаше последниве 30 на години. Значи тоа било во времето кога биле тие обилни дождови пред 30 на години, 35-40 години и затоа е како една од решенијата за тој крај тоа езерце. Последниве 2 години се појави тоа Стајковско езеро, кое што е непосредно до Смилковското езеро. Браната видовме дека издржала и добро е направена браната, но пак ќе кажам големината на водата е толку голема што преку браната поминала. Но сепак тука треба стричните лица да кажат што во следниот период треба да се направи за да евентуално со вакви врнежи бидат намалени штетите да се направи одредени градежни активности. Добро, како што велат во секој зло има и добро барем едно искуство за воиднина, ќе го имате и ќе го имаме сите како граѓани, како да се однесуваме во, не дај Боже, вакви кризни ситуации. Ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио на телевизија Нова. Ви посакувам успешна работа и брзо санирање на последиците на граѓаните на општина Газибово. Да, ние ќе бидеме во постојана комуникација и преку вас како медиум и на терен со граѓаните, така да се што можеме ќе ставиме како и досега и воидни на нашите ресурси се на терен, да помогнеме на граѓаните да во овој момент прво најнеопходно е да ги заштитиме животите на граѓаните, да дадеме прва помош и да се обезбедат услови за живот. Да се обезбедат нормални услови за да можат нормално да почнат. Токму така, значи обезбедување на струја, вода, работиме на заедно со водовод на оспособување на водоводната мрежа, тоа не го напоменав. Веќе еве да дадам информација денеска граѓаните од Страченци не дадам информација дека 2 километри мрежата им е отсечена за вода, тие имаат струја, но немаат вода. Ние во текот на утрешниот ден заедно со водовод и канализација веќе обезбедивме таа потребна опрема и ќе бидеме на терен. Верувам дека уште во текот на утрешниот ден, ако успееме да го поврземе тоа црево, ќе бидеме таму, ќе работиме, значи граѓаните од Страченци ќе добијат и вода. Значи најнеопходно е струјата, водата, храната, така да тоа ќе бидеме постојано во комуникација со граѓаните и на располагање се сите наши ресурси, државни ресурси на државните институции и постојано ќе даваме информација на граѓаните што се случува на теренот, што преземаме и како се одвиваат активностите. Така, ви благодарам и посакувам успешна работа. Одиме со блок реклами, а потоа продолжуваме на истите теми со нашиот гостин Драги Тарчуговски од Центарот за управување со криза. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Разговараме за тоа како Скопје ги лекува раните или како ги санира последиците од невремето што го зафати. Наш гостин беше градоначалникот на Газибово, Тони Трајковски, општина што најмногу беше погодена од невремето. Продолжуваме со господинот Драги Тарчуговски од Центарот за управување со кризи. Господин Тарчуговски, се извинувам што малку повеќе време одвоивме на Трајковски, бидејќи таа општина навистина беше критична. Центарот за управување со кризи по дефолт е институција што е надлежна или назначена да ги координира сите активности на сите институции и организации кои што можат да се справат со вакви ситуации. Како вие го дочекавте ова ситуација со невремето и како се координиравте, какви активности преземате и што очекувате да се случува во наредниот период?
Најнапред добро вечер, благодарам за поканата во вашата отворена емисија и да искажам жалење за жртвите кои што ни се случија во минативе денови, затоа што сите материјално-технички средства ќе се надополнат за кратко или подолго време, но животите не се надоместуваат никогаш и болката на најблиските ќе остане за секогаш. Затоа искажувам длабоко жалење за изгубените човечки животи. Што се однесува до координацијата на субјектите на системот за управување со кризи, како што е веќе објавено претходните денови, Владата на Република Македонија прогласи кризна состојба на територијата на Скопје и Тетово, бидејќи и во Тетовскиот регион имаме поплави, но поинтензивни, може да се рече најинтензивни, беа во општината Газибаба. Затоа и последиците се најголеми за сега во општината Газибаба. Координацијата се одвива на оперативно ниво според одлуката на влада и според системските законски решенија преку главниот штаб за управување со кризи, кој што е постојано заседание во овие денови. Се врши координација на ресурсите со кои што располагаат институциите на системот за управување со кризи и се врши координација на помошта која што им се дава на граѓаните кои што се афектирани со поплавите. Добар дел од активностите се веќе завршени, а добар дел ни предстојат. Еден дел кој што е најтежок, и најболно се завршува, тоа е идентификацијата на жртвите. Таа денеска е завршена и списокот е доставен до медиумите на сите жртви со име и презиме и година на раѓање. Друго што е денеска започнато, а во текот на утрешниот ден се надеваме дека ќе заврши, што институциите надлежни за спречување на заразите започнаа со отстранување на угинатите тела од животни, од предсоцитен добиток и живина, а за утрешниот ден останува поголемиот дел на крупен добиток кој што е угинат. Бидејќи најголема опасност за заразување на самите води е телата на угинатите животни на овие високи температури што ги имаме. Така да тоа во текот на утрешниот ден веројатно ќе биде целосно завршено. Имате ли план и програма за работа која што веројатно на влада, вашиот директор, претпоставувам дека исто така ќе биде на вечерашната вонредна седница на владата, и како и координирате кои се институции се активирани за побрзо справување со оваа криза? Стандардни оперативни постапки има донесени за сите потенцијални кризи, уште во 2011 година. И да кажем, не се действува стихино, веројатно мора да се работи според некој план и програма. Званични се знае која институција, што се очекува од која институција. Тие како постапки се донесени и генерални, но за секој ризик посебно. А за конкретната опасност сега, владата кога ја прогласи кризната состојба, ги задолжи институциите на системот за управување со кризи и главниот штаб за управување со кризи во текот на денешниот ден да изработи оперативен план за справување со превенција и справување со конкретната кризна состојба во Скопскиот и Тетовскиот регион. Според тој има точно назначено која активност се очекува да ја заврши која институција и во кој временски рок и на кој временски интервал да известува за извршените активности своји. Значи, некои институции по дефолт мора да работат според закон, а некои може би волонтерски, но со добра волја, но генерално мора да се координира, да се активираат сите капацитети. Така е воспоставени системот за управување со кризи. Министерствата се по дефолт задолжени согласно законите со кои што се функционални, а трговските друштва и невладините организации работат на доброволна и договорна основа. Така да има и едно и друго на теренот. По дефолт институции кои што се најмногу ангажирани во овие денови се прво секоја криза се менаџира од долу па нагоре, односно прва е општината. Конкретно општините Газибаба, Арачиново, Тетово, кои што се најмногу афектирани со оваа кризна состојба. Тие се првите на терен кои што имаат и најмногу активности, затоа и градоначалникот идеше со конкретни податоци за конкретни населени места, со конкретни улици каде што се случуваат настаните. Бидејќи и самиот градоначалник истакна во неговото дека не може самата општина да се справи со кризната состојба, бидејќи станува збор за според Управата за хидрометеоролошки работи за 1000 годишна вода. 1000 годишна вода значи нешто што се случува веројатно да се случи еднаш во 1000 години.
Кога општината нема самата капацитети, веројатно се оди на повисоко ниво со капацитетите на државата. Затоа сега се носат ресурси, државни ресурси и од другите градови. Не само сега, туку уште во саботата и во неделата први припомогна соседните општини и градот Скопје се разбира со капацитетите, бидејќи градот Скопје има добар дел од капацитетите за справување со кризни состојби, пред се во јавното комунално предпријатие и во територијалната противпожарна единица, каде што имаше и штаб за справување со оваа состојба во самата територијална противпожарна единица. Потоа припомогна комуналните предпријатија од соседните општини и од источна и од централна Македонија, пред се тие први стигна, а денеска има веќе и од другите институции од подалеку, од другите општини. Да. Но побитно е тоа дека се вклучија комплетно и сите министерства кои што имаат определени надлежности. Например, Министерството за здравство во текот на вчерашниот ден веќе отвори и пункт за итна медицинска помош во загрозеното подрачје и пункт за превентивна здравствена медицина. Црвениот крст отвори 2 пункта за делење на храна. Министерството за труд и социјала го спомна и градоначалникот прифатниот центар во Патени Зогревски, каде што престојуваат, поточно ноќе престојуваат, преспиваат 38 лица, а преку ден одат по своите домови за да можат да учествуваат во расчистувањето пред се на својот дом и околината околу домот. Инаку, ако бидејќи традиционално нашите семејства се навикнати да отидат кај роднини во другите делови на градот, такво е и сместувањето на повеќето лица од афектираното подрачје. Но доколку не задоволува потреби овој ученички центар Партени Изографски, бидејќи тоа сега нема ученици, во тој случај подготвен е уште еден објект кој што е на стендбај и доколку има потреба ќе се сместат и таму. Тоа значи дека делот на згрижување има ли дел од куќите кои што се напуштени, речеме граѓаните не можат напуштени. Тоа кој ги санира последиците, кој излекува водата, кој помага таму каде што нема во тој момент живи луѓе кои што останале, живи мислам, не напуштено го напуштиле домот. Дали општината, дали институциите исто така и таму помагаат или е оставено само на граѓаните кои што се присутни тука? Пред да предам на тоа прашање би сакал да одговорам и на делот на згрижување на лицата со посебни потреби, бидејќи тој сегмент е многу важен, а имаме 3 лица кои што се во поодминати години и сместени се во старски дом, додека не се санира состојбата во. Така, значи прво се грижиме за живите луѓе, за живото, така, а потоа за имото и зидовите. Значи инфраструктурата е приоритет кој што го завршува, пред се координира општината и работи општината со своите структури, подпомогната од другите единици на министерствата кои што имаат своји структури. Таква е Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија и Дирекцијата за заштита и спасување, кои што со своји сили и структури работат на расчистување пред се на инфраструктурата во афектираните подрачја. Во домовите се влегува пред се со присуство на собствениците, бидејќи не секој секогаш е добронамерен во вакви ситуации. Искуствата од Катрин говорат дека криминалот се зголемува во такви ситуации, но кај нас такво нешто не е случај, што е добро. Затоа што има и пунктови на полицијата, па го прашуваат секој намирник каде оди и зошто оди. Значи и тој сегмент е под контрола. Полицијата го организира и релативно добро, и заедно вклучувајќи го и режимот на сообраќајот во афектираните подрачја. Чистењето на домовите е процес кој што ќе потрае неколку денови, да се исушат сигурно и неколку месеци, но во секој случај за неколку денови се очекува да се исчисти грото од тиња и кал во домовите, па потоа да почне и со ревитализација на теренот, со пуштање на струја, со чистење и враќање на секојдневниот живот, но тоа е сепак процес кој што ќе трае. Споменавте струјата како важен сегмент за нормално одвивање на животот. Да погледнеме прилогот на колечката Данча Азманова, која разговараше со представникот на ЕВН, да видиме каква е состојбата со електронапојувањето, кои региони се најмногу зафатени, кога се очекува да биде пуштена струјата.
Од Евана информира дека нивната екипа е на терен и работи на санација на штетите од поплавата. Имено тие информира дека се додека не се расчисти калта и не се исуши водата околу трафостаниците, тие не се безбедни за да почнат да испорачуваат струја. Имено од Евана најавија дека моментот кога ќе бидат санирани штетите, една по една трафостаница ќе почне да испорачува струја, а се до тогаш, како што и претходно споменав, не е безбедно тие да испорачуваат струја, бидејќи само би можеле да направат поголема штета. Имено од Евана информира дека тие имаат донирано и агрегатори оному каде што е најмногу потребна струја, како на пример во болниците, во градинките и на местата каде што се донира. Ние разговаравме со портпаролот на Евана Атанас Ковачевски, кој што не информираше во кои подрачја од Скопскиот регион се уште нема струја, а во кои делови штетите се санирани, па предлагам да погледнеме изјавата која што тој ја даде за телевизија Нова. Најкритична е состојбата во районот каде што е најмногу штета направи на времето, тоа е во Сингелич, Ченто, Смилковци, патот за Рачиново, во Инџиково, делот на селбата Илинден. Сите овие населени места, онаму каде што е најкритично, каде што водата направи најмногу проблеми, другите околни населени места од безбедносни причини се без напојување со електрична енергија. Тоа значи дека се додека екипите кои го расчистуваат теренот, војската, армијата, јавните предпријатија, па и екипите на Евана Македонија кои се заедно на терен со нив, не успеат да ги рачистат патиштата и да стигнеме до енергетските објекти, до тогаш не можеме да пуштиме напојување од безбедносни причини. Се уште и во делови од Скопје, населени места кои се далеко од овие критични ситуации, од критични подрачја, значи како што се населбите Киселавода, потоа Козле, Припор, има одредени населени места или згради каде што трафостаниците беа поплавени и каде што приклучоците на нашите корисници беа под вода. Овие денови, значи вчера, во текот на вчерашниот ден и денеска водата се испумпуваше, се вадеше од овие енергетски објекти. Се очекува да бидат засушени енергетските објекти да може да се приклучи безбедно напојување за овие места. Да прашам за крај, кои делови кои нема струја сега имаат? Па тоа се оние делови во Волково и Орман, во околината на Скопје. Во Орман имавме паднато 3 столба беа погодени од гром. Траеше нивното подигнување малку подолго време затоа што се наоѓа тој далековод во планинскиот дел над селото Орман. Волково, Сарај, другите околни места, потоа горе на водно горно и долно Соње и другите населени места добија напојување. Очекуваме на висок напон, скоро сите да бидат завршени до крајот на денот. Да, од Еван исто така апелира да не се допира инсталацијата и доколку граѓаните најдат на некои отворени кабли, веднаш да алармираат до Евана, за да не се случи некоја поголема штета. Билјана, тоа би била и последната информација која што подготвив за ова информативно издание. Секако екипата на телевизија Нова останува да истражува на оваа тема. Добро, благодарам. Не сум јас Билјана, јас сум Љубиша, но тоа е извадок од вестите во текот на денот. Важна информација што се однесува до електричната енергија, каде што навистина мислам дека граѓаните едва чекаат да добијат струја за да можат да работат и тоа што го прават. Од друга страна пак, како што велите вие и Атанас Ковачевски од Евана, постои опасност бидејќи вода се уште има таму да се допре, може да предизвика повторно да се дојде до жртви. Според податоците со кои што располагаме од Центарот за управување со кризи, струјата не смее да се пушти додека не се создадат услови за да биде пуштена безбедно, пред се заради животот на граѓаните. Инсталациите кои што се под вода може да доведат до спој и жртви. Исто така и трафостаниците, како што истакна градоначалникот предходно, се уште се делумно под вода, која што мора да биде надмината за да може да биде вклучена струјата и тоа дел по дел, населба по населба, улица по улица. Не смее да се оди одеднаш, за да не направиме поголема штета отколку добро. Значи сега со генератори се покрива? Со генератори се покрива само 3 генератори се од Евана, кои што се на прифатните центри, каде што се дистрибуира храна и вода, хигиенски пакети и храна за бебиња. Тоа дистрибуцијата ја врши Црвениот крст во соработка со Министерството за труд и социјална
а осветлувањето значи во тие простори се со агрегати. Покрај тие агрегати има и други агрегати кои што се во функција на Дирекцијата за заштита и спасување и агрегати кои што се за потребите на Армијата на Република Македонија и за потребите на Министерството за внатрешни работи. Во секој случај агрегати се уште има потреба во целокупното кризно подрашје во Скопскиот регион, во сите населени места, но ќе се оди со агрегати повторно само со критичните точки и оние места каде што е тоа најнеопходно. Граѓаните ќе мора да бидат малку пострпливи и да чекаат струја наредните неколку денови додека не се расчисти водата, односно не се ослободи простор да може безбедно вклучување на системот на електрична енергија. Ја можам да приметам, додека влегувавме во студиото, градоначалникот постојано беше на врска со некои кои што бара агрегати, помали или поголеми, тоа се веројатно и за потребите на локалното население, кое што има фарми или за други потреби. Точно. И втората фаза, веднаш после прифатните центри, се обезбедување на услови за продолжување на животот, за фармерот нема поважно нешто отколку неговата живина, неговата стока во шталата. Дел од таа стока Агенцијата за храна и ветерина денеска имаше соопштение дека е подготвена да ја дислоцира по безбедни локации кога станува збор за крупниот добиток. Но кога станува збор за живината, тоа е малку потежок процес, бидејќи тоа е ситна стока и таа бара определени услови загревања, затоа агрегатите им се и нив неопходни. Така да следната фаза е тоа да во текот на ноќта и во текот на утрешниот ден се обезбедат агрегати за тие следни клучни институции, да речем, покрај приватниве центри кои што се за луѓе и први основни. Така. Па ајде кога веќе го спомнавме тоа, набрзо да го погледнеме и прилогот за изјавата на представниците на Агенцијата за храна и ветеринарство и на колешката Ана Трајковска за можните последици и загадување што може да се случат во вакви ситуации. Состојбата не е баш розова, значи ние цел ден сме со нашите екипи на терен во погодените региони, претежно во Стајковци, Синџелич. Преку ден вршевме дислокација на лешеви на угинат добиток. Во населените места пред се работеше за ситен добиток, како овци, кози, кокошки, веќе тие се дислоцирани во одредени штали и одредени улици. Во моментов работиме на дислокација на 11 говеда и телиња кои што се угинати во една одледувалиште. Ги излекуваме од шталата, сепак шталата е на многу лоша локација, се уште е поплавена и работиме на нивно излекување и дислокација на соодветно место. Денеска сме насочени кон тргнување на сите можни лешеви како потенцијални извори на зарази, со цел да го елиминираме тој ризик. Сигурно ќе бидеме присутни и наредните денови со нашите инспектори и со ветеринарните станици кои што работат на теренот, со цел на како ќе се повлекува водата. Сигурни сме и убедени сме дека ќе има нови лешеви каде што се врши евиденција нивна комплетно во делот на податоци, собствеништво, сите тие работи и соодветно дислокација на истите. Дали ќе се направи дополнителна контрола на добитокот кој што беше затечен од поплавите? Да, апсолутно. Значи ние и денеска сме присутни со нашите екипи покрај тргнувањето на лешевите на угинатиот добиток. Значи ние влегуваме и во објекти каде што има жив добиток со цел да видиме состојбата со животните. Еве во таа штала кај што зборував дека вршиме дислокација на 11 леша од угинати крави и вршиме и дислокација на спасениот добиток кој што е останат жив со соодветно спестување и обезбедување на соодветна храна и вода. И нормално после повлекување и санација на чистењето на целиот терен, ние со нашите ветеринарни станици ќе влеземе во секоја штала со цел да видиме евентуална појава на заразни болести и такви работи и преземање на соодветни мерки со цел сузбивање или недоспречување на појава и ширење на заразни болести. Господине Ѓорчевски, кои се евентуалните ризици по поплавите во однос на храната и во однос на животните и како да се превенираат истите? Поради новонастанатата ситуација во Република Македонија, претежно во кризните региони на подрачјето на Скопје и
Тетово Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со препораки во делот на храната, значи до населението, значи строго да користи вода за пиење која што е запакована и флаширана, да користат конзервирана храна, на готови јадења каде што нема дополнително припремање на самата храна. Апелираме до граѓаните храната која што е зафатена од водата од поплавите, значи да не се користи претежно од нивните разладни уреди, фрижидерите, значи целосно да се исфрли по публикување на поплавите, значи на водата од домовите, значи да се пристапи кон механичко чистење на самите домови, темелно чистење, да се изврши дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Водата во Скопскиот регион се смета за небезбедна и не се препорачува за пиење и готвење. Дори утре водовод ќе излезе со официјална информација за нејзината безбедност. Ова се последиците што ги предизвика невремето што во саботата го зафати Скопскиот регион. Од Институтот за јавно здравје велат да се користи индустријски обработена вода за пиење и за готвење, додека не се потврди безбедноста на водата од водовод. Населението од поплавените подрачја да не ја пие водата од локалните водоводи, сопствени водоводи, бунари, бидејќи се очекува истата да биде загадена. Вода да се пие исклучиво спакувана флаширана вода или вода од цистерни која веќе се дистрибуира. Овошето и зеленчукот кои се одгледуваат на поплавените земјоделски површини не се препорачуваат да се конзумираат. Од Институтот препорачуваат да се исфрли конзервираната и термички обработената храна, која била во близина или допир со надојдената вода од дождот, за да се избегне било какво труење. Исто така да се избегнува контакт со одстоена вода каде може да се соберат комарци. Доколку некој види мртво животно, да не го отстрани сам, туку да ја повика ветеринарната служба да го стори тоа. Да се внимава на глодарите кои сега може да се појават од поплавите во водата и во земјата сличена. Исто така да не го употребуваат зеленчукот од сопствените дворови, бидејќи истиот е поплавен и очекувано е дека е загаден, а потребна е чиста вода за добро да се измие. Исто така храната во фрижидерите, онаму каде што нема електрична енергија, да не се употребува истата да се исфрли, да не ги пуштаат малите дечиња во поплавените дворови да играат, бидејќи водата веќе е загадена во поплавените дворови, а исто така доколку ги санираат состојбите од своите домови и учествуваат и тие во санација на поплавените домови, да носат чизми, ракавици со цел да си го заштитат своето здравје. Граѓаните во општините, школите и пунктовите на Црвениот крст донираат храна, облека и средства за хигиена за настраданите во поплавите. Најмногу имаме преборување за вода, за конзервирана храна, секако за хигиенски пакети, се со цел да се намалат болестите, односно ризикот од ширење на болести и пелени и храна за бебиња. До сега се поделени некаде околу 2500 пакети со храна. Еден пакет за храна е наменет за 4 лица, што значи дека некаде околу 10.000 лица се покриени со храна во изминатите 48 часи, некаде околу 5,5 тона храна. Здравствените власти повикуваат доколку некој почувствува симптоми на труење, веднаш да се упати до најблискиот. Разговараме со господинот Драги Тарчуговски, координатор во Центарот за управување со кризи. Господин Тарчуговски, освен непосредната штета што настанува со вакви катаклизмични, да речем, поројни дождови и поплави, кои што влијаат на животот и на здравјето на луѓето, посредно, потоа пак се случуваат ситуации каде што, да речеме, подрачјето, каде што е зафатено со поплави, може да биде контаминирано. Значи, луѓето сега треба да живеат, кои преживеале, кои што останале таму, треба да се хранат, треба да пијат вода. Како ЦУК ги координира овие активности и како тие треба да се однесуваат? Видовме дека водата не е баш препорачлива за пиење, а сигурно има и недостиг на храна и што да се јаде во вакви ситуации. Лекови, хигиенски помагала и така натаму. Тоа сигурно многу важно. Кога станува збор за кризна состојба сега во Скопскиот и Тетовскиот регион, во Тетовскиот регион има оштетување само на инфраструктурата и овој сегмент не се обработува. Но кога станува збор за Скопскиот регион, водата за пиење во афектираните подрачја не е препорачлива да се пие и мора да се пие само вода од шишиња во овој период.
Исто така и земјоделските производи што се во бавчите околу куќите и храната во фрижидерите која веќе 3-4 дена, исто така не е препорачлива да биде конзумирана за јадење. Да не се лашат граѓаните, го знаат и тоа. Во никој случај тоа е дадено во апелите и од Центарот за управување со кризи и од Министерството за здравство и од Агенцијата за храна и ветерина. Не би требало не ја почитува да се подведуваат по тоа дека ќе заштеди 50 денари, а може да биде заболен и да се затруе. Затоа се организира за афектираното подрачје дистрибуција на вода, храна, пред се конзервирана храна и лекови, хигиенски материјали. Пунктовите се отворени, логистиката за дистрибуција со одлуката на владата е дадена на Црвениот крст, бидејќи тој ја има организацијата најдобра и има магазински простор за складирање на донациите, бидејќи голем број фирми и поединци во текот на денешниот ден донира поголеми количини на храна и вода, така да има релативно доволно и за наредниот период и храна и вода. Но секогаш помошта е добродојдена. Ги насочуваме граѓаните кои што сакаат да донираат, тоа да го направат во рамките на Црвениот крст, во прифатните центри на Црвениот крст, кој што потоа врши и дистрибуцијата. Тогаш е најсигурно кога некој што е искусен во таа работа, тоа го врши дистрибуцијата, бидејќи и да се дистрибуира храна и вода, треба да се има и санитарна книшка, да се има и знаење, и умење, и организација, а тоа го има Црвениот крст на Република Македонија и досега се има неколку пати покажано во тој сегмент. Во делот на дистрибуција на храна, вода, лекови и санитетски материјали. Овде гледам еден добар материјал кој што е во ваша надлежност, веројатно ќе треба да се презентира и да се координира во иднина со останатите институции. Интервенции на водотеците, поради тъкови и водните препреки. Интервенции на одводната мрежа, канали, пумпи и слично. Како овдека координирате и дали оние постојните, да речеме, говореше градоначалникот за некој канал, имаше еден таков канал во Рачиново. Значи, дали тој помогна или не ја заврши работата за одвод на овие надојдени води? Дека помогна, меѓутоа нигеден канал не можеше оваа вода во Скопскиот регион да ја собере ниту половината, не целата. Прашање и автопатот колку помогна, бидејќи многу често знаеме да критикуваме, но градежниците се поделени по тоа мислење. Дури се смета дека половина од водата ја задржа автопатот, без оглед што не можеше целата да ја 2 метри вода над асфалтот е огромна количина на вода, но уште 2 метри останаа од таа страна. Така да и тоа прашање е дискутабилно и ќе треба време и анализи да го направат од градежните структури. Сепак не благодарно е да се рече дека тој помогнал многу или дека одмогнал. Сепак станува збор за еден од најсовремените патишта, последен изграден автопат во Република Македонија по сите стандарди. Но како тоа се координира? Конкретно, јас ќе идам со еден пример. Денеска на главниот штаб беше анализирана ситуацијата со река Пена, каде што насипите се наполнија во текот на претходните денови. Тие беа исчистени, меѓутоа самата река има неколку мали брани кои што се за заштита токму од мулј, за да се заштити градот Тетово. Градот Тетово не се поплави сега како минатата година со слична количина на вода, токму заради тие брани што беа исчистени во река Пена. Бидејќи во текот на претходните денови се наполнија, на денешниот состанок се донесе заклучок тие дека треба повторно да се исчистат овие денови, да не ни се случи ситуација повторно поплавување. Истото се однесува и за Скопскиот регион, каде што водотеците и мора да бидат исчистени онаму каде што е нанесено. Не е само да се исчистат улиците, затоа што каналите мора да продолжат да работат. Нешто по-конкретно зборуваше претходно градоначалникот со од големите одводни канали кои што завршуваат во Таор и кај што се подига со пумпи водата, меѓутоа од тоа зависи колку ќе бидат овие канали функционални и во самиот Синѓелич, и во Стајковци, и во Рачиново.
регулирање на сообраќајот, определување на алтернативни патни правци. Тоа е функција која што ја обавува исклучиво Министерството за внатрешни работи и цело време ја работи најпрофесионално, почнувајќи од саботата, кога се случија првите врнежи, па продолжувајќи и во наредниот период со контрола на сообраќајот и преносочување. Имаше и граѓани кои што само иницијативно помогна во првиот налет на водата во саботата навечер, на пример, кои што молеа да не се оди по обиколницата. Но тоа се веќе институционално, таа функција си ја обавува на најдобар начин Министерството за внатрешни работи. Началникот рече дека не само сообраќајот, дека во некоја од селата веќе нема пат, нема пристап. Веројатно така и во Стајковци, така и во другите села за кои што говореше. Ќе треба време да се санира, да се изградат нови улици, за да може населението нормално да живее, но и за да може да се пристигне да се даде оваа помош за која што говорите, и храна, и лекови, и вода. Како ќе се стигне до населението? Сега се користат алтернативни начини, веројатно, чувајќи армија, полиција, Црвен крст, хеликоптери, други средства за пристап. Во населените места во Газибаба може да се оди веќе со теренски возила, со джипови, ако зборуваме за Стајковци, Сингелич и останативе. Страчинци е нешто повисоко и отсечен е патот, отсечен е тој пат, така да во моментов може да се оди само со високи теренски возила. Но тој сегмент го зема под надлежност општината да го решава и за неколку денови се надеваме дека ќе биде надминат. Зборувам за земјен пат за неколку денови, а ако зборуваме за може да се пристапи, за може да се пристапи интервентно, долгорочен процес ќе има за ревитализација со нивни асфалти. Точно. Тој ќе биде планот за ревитализација на општината, поддржан од владата. Бидејќи општината е таа што ги ревитализира патиштата што одат, селските патишта, а државните патишта, тоа ќе иде според програма на владата. Агенцијата за државни патишта ќе си ја направи таа програма во зависност од расположивите финансиски средства и периодот потребен за нивна ревитализација. Господин Трчуговски, ред да се праша, направени се штети. Рековте, животите не може да се вратат, секоја штета на некој начин се надоместува. Логично е граѓаните да очекуваат дел од штетата да ја пријават и на некој начин да им се надомести она што го загубиле во ова што не зависело од нив. Значи, ова е една природна катастрофа. Дали се формирани комисиите? Мислам дека се веќе и градоначалникот рече. Постојат два типа комисии, општински и на повисоко ниво. Да. Како се координирани, дали се излезли на терен и дали се согледуваат последиците од ова несреќа? Штетите изразени во финансиски средства се пресметуваат од комисиите за штети кои што се во надлежност на општините. Тие излегуваат на терен, во зависност од големината на катастрофата се формираат и соодветен број на комисии. Конкретно во Газибаба општината се формиран поголем број на комисии затоа што има поголем број на објекти што треба да се посетат во наредниот период. И проценката се врши по приоритет на средства кои што ги има. Пред се прво се оди во објектите во кои што има угинато добиток, па потоа во останатите објекти кои што се за домување, па потоа во помошни објектите кои што се со поплавени помошни простори. Например, има индивидуални стамбени згради кои што имаат втор кат за живење, првиот долу е подрум, да речем, кај што има само остава, се користи како остава. Тие се трет приоритет и на крај четврти се земјоделските површини што се само дворовите, односно нивите. По тој приоритет се врши проценката и таа ќе биде завршена согласно планот и динамиката на општините. Началникот дека не мора да граѓаните да се пријавуваат. Значи дека комисиите сами ги посетуваат сите населени места од куќа во куќа, проценуваат каква е штетата? Така рече градоначалникот, затоа што се организирале малку на поинаков начин за да бидат поефикасни. Инаку, согласно постојните прописи, граѓаните се тие што треба први да пријават.
пријавувањето може да се направи во писмена форма во општините, бидејќи тука градоначалникот може да зборува од име на една општина, има повеќе општини кои што може ако децидно го гледаат законот, може да во писмена форма да пријават, и уште еден начин има кој што е сега актуелен, тоа е телефонски, преку телефонскиот број на Центарот за управување со кризи 195, кој што ги запишува пријавите и потоа ги доставува повторно до општинската комисија за процена. Какви штети треба да пријават? Како знаат граѓаните што треба да пријават? Граѓаните не треба да бидат многу стручни за да речат дека штетата ми е волку или онолку во денари, туку само да наведат дека на таа и таа адреса тој и тој објект е поплавен и имам штета. И тогаш комисијата оди на терен? Комисијата ќе отиде на терен, ќе се огледа и ќе направи степенот на штета и ќе направи записник што се е оштетено, што се е поплавено. Во зависност од ценовникот кој што се води во статистика, се прави процена во финансиски средства, кои што потоа се сублимираат во Државната комисија за процена на штети и се врши соодветно обештетување. Колку проценти од штетата се исплаќа? Зависно од можностите на државата во тој момент. И дали има степен 60, 70%? Нема скала. Зависно од расположивите финансиски средства кои што доаѓаат од буџетот, од граѓаните, од донатори и други. Основен избор е буџетот и во зависност од тоа се врши обештетување некогаш 60, 70, некогаш и помалку 20, 30, а некогаш и до 100%, зависно од тоа колку имало штети во годината и колку се финансиските можности на Значи, општинските комисии ги се огледуваат, прават проценки и ги доставуваат до второстепената комисија. Која што ги сублимира од цела Македонија, од оние афектирани подрачно од повеќе општини, дека сега се 3-4 општини афектирани, и ги доставува до владата која што донесува одлука за нивно обештетување. Потоа ги добиваат финансиските средства на нивните трансакцијски сметки. Генерално, колку време од прилика е потребно за откако ќе се расчистат работите? Веројатно тоа не е утре, сепак е потребно време да се процени, да се изанализира, да се решат некои ситуации. За колку време може да очекува дека дел од штета дека им иде надоместена? Или е тоа субјективно? Па не, тоа не е толку субјективно. Тоа е ако се почне како што се очекува во текот на утрешниот ден, значи дека комисиите за проценка на штети би можеле да, а поголем број се формирани, би можеле да завршат за 2 недели, 3 недели, максимум 1 месец, а потоа обештетувањето би траело уште 15 дена до 1 месец, што значи дека во некои си нормални услови за месец и пол до 2 би можело да се очекува. Не е тоа многу оптимистички? Па тоа е најдобрата варијанта, најнезгодната е неколку месеци. Може и да година. Не, тоа е сепак премногу. Премногу? Премногу. Добро, значи граѓаните да очекуваат дека дел од штетата на некој начин ќе им биде надоместена. Јас пред да го погледнеме, имаме неколку прилози кои што ги емитувавме во текот на вестите. Телевизија Нова навистина се обидуваше да биде што поблиску до граѓаните, до оштетените граѓани, до местата кои што беа погодени од оваа катастрофа. Еве, предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Деспотов. Инџиково беше едно од местата кои што беше доста зафатено. Да го погледнеме и овој прилог на колегата Емил Деспотов. Морничава гледка отринава и во Скопско Инџиково. Поплавени земјоделски површини, подруми и куки полни со вода. Граѓаните веќе изнемоштени со последни сили се обидуваат колку што можат да ја санираат штетата од саботната библиска поплава во Скопско и околината. Жителите со неверување велат вакво невреме не виделе во последните 20 години. Последен пат кога се случила слична ваква поплава било во далечната 1979 година, за кога граѓаните кажуваат дека биле поплавени откако пукнала локалната брана и целата вода се слеала во нивните куки. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, кој на вчерашната седница на владата беше назначен за координатор на акциите за чистење и спасување во Скопско Инџиково, Винчи и Страчинци, денеска во школото Дане Крапчев одржа координативен состанок со представници од армијата, дирекцијата за заштита и спасување и представници од местните заедници од овие скопски села.
По состанокот таткото на градот се упати кон населеното место Инџиково, каде го пречекаа и жителите кои го запознаа градоначалникот со фактичката состојба на терен. Најправен се почта со санација и чистење на каналот во населеното место, за да можат потоа да се испразнат и атмосферските канализации, за да започнат да се празнат и дворовите и куќите на мештаните. Значи направиме состанок со местната заедница, со луѓето од местната заедница. Со мене заедно беа од дирекцијата за заштита и спасување, војската на Република Македонија, од Министерството за внатрешни работи, противпожарната единица, водовод и канализација. Значи сега очекуваме да пристигнат 15 пумпи кои што ќе помогнат да се исцрпува водата од просториите, значи најчесто од подрумите или од приземните простории. Најголем проблем е тоа сега што треба да го решиме овде. Гледаме да каналот кој што оди од Ченто низ Инџиково па на петата хиподрум, тој за да целата вода во него биде исцрпена. Има и атмосферска канализација која што и фекална канализација која што капацитет нејзин е мал, не може да ги прими тие со оглед на тоа што има огромни атмосферски води што влегуваат од овде. Во моментот има околу 100 представници на армијата, 100 припадници на армијата, исто така има околу 120 сезонски работници и поголем број на волонтери кои што се пристигнати во Стајковци, само што заврши распределувањето по населени места и по улици. Планот е системски да се пристапи од куќа во куќи и да се обезбеди координирано расчистување на дворовите и на куќите. Во исто време пристигнува и поголеми количини на вода, исто така над 1000 оброци за жителите на Стајковци очекуваме набрзо. Инаку досега според официјалните информации од Црвениот крст се собрани повеќе од 5 милиони денари помош за поплавените подрачја. Пунктови за донации исто така се поставени и во училиштата 25 мај и Наум Наумовски Борче во населбата Газибаба, каде граѓаните ќе може да оставаат помош за поплавените семејства. Градоначалникот на Газибаба апелираше и до сите оние кои сакаат да пружат помош во кризните подрачја, да дојдат со соодветна опрема и алат во општината Газибаба, од каде ќе бидат испратени онаму каде што се најпотребни. Планот е веќе од утре на терен да излезе комисијата и да прави веќе проценка на терен. Приоритет имаат оние граѓани кои што пријавија дека имаат загинати животни, да може тоа да се расчисти. Го организираме тоа понатака да тие се префрлат со комунална хигиена. Граѓаните упатом апел нема потреба да доаѓаат кај нас да пријавуваат. Може евентуално од оние населени места кои што не беа карактеризирани како места со големи поплави. Пример, денеска пријавија граѓаните од Автокоманда. Таму се ретки случаите, но такви граѓани може од другите населени места да пријават кај нас во општината, а местата кои што веќе ги напоменавме, Стајковци, Сингелич, Економија, Булачани, Црешево, Смилковци, Виниче, Страчинци, таму нема потреба да пријавуваат затоа што комисиите ќе излезат и од куќа на куќа ќе се оди. Ситуацијата е прилично сложена. Оно што радува е дека целото население е вклучено во расчистување на теренот, но тесните улици се малку проблематични, бидејќи механизацијата со која што располагаме е од поголем обем, така да сега се користи до максимум она што се има и што може да влезе по улиците. Се надевам дека во наредните денови ќе дојде до расчистување, но ќе биде потребно малку повеќе време за да се воведе целосен ред. Во училиштето 25 мај има пункт каде што се дели храна и вода, меѓутоа ќе направиме и промена на системот да се направат повеќе пунктови, бидејќи не секогаш храната и водата стига баш до најзагрозените подрачја, бидејќи луѓето што се зафатени со чистење немаат време да дојдат до овдека, така да тука и Арама ќе прискокне на помош, но сите органи на државата се максимално вклучени, но како што кажав, за целосно нормализирање на состојбата ќе биде потребно малку повеќе време. Она што е најважно за сега според службите на терен е спречување на појава на евентуални зарази и епидемии кои би настанале од погинати животни во поплавените подрачја, што е моментално прв приоритет на службите на терен пред да се пристапи кон санација на штетите од силното невреме кој го погоди Скопје и околината во саботата вечерта. Господин Тарчувовски, вие велите и луѓето од управата за хидрометеоролошки работи дека навистина тоа не можело да се предвиди. Некој од она што можам да читам по порталите, некои експерти и архитекти велат дека сепак треба Скопје да се подготвува на некој начин за заштита не од поплави, туку од поројни дождови. Има ли разлика, бидејќи породниот дожд фактички предизвика поплава на местното население и дали е можно да се прави таква стратегија за заштита од породни дождови?
Поројните дождови се еден од причинителите за поплави, зашто поплавите може да бидат од поројни дождови или од излевање на реки и топење на снегот, топење на снегот. Тоа е. Заштитата од поројни дождови се прави со каналите и со чистењето на доловите, каде што добар дел не се со ѓубре, но тоа е веќе нашата гледање на како граѓани на тие долови и суводолици, што ги викаме, каде што често знаат да бидат полни со ѓубре. Тоа е. Друго, заштита од поројните дождови преку определени насипи се прави. Скопје како Скопје, вакво нешто е во изложено на влијание на овие водотеци од околните планини и ридови. Во проценката за загрозеност на градот Скопје, овој сегмент е разработен. Процената на загрозеност на градот Скопје од поројни дождови е званичен документ, ја има на сајтот на порталот на град Скопје, исто така има и на регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. И сега јас во детали не би можел да навлезам, но знам дека има неколку канали кои што се во подобра или полоша кондиција од водно, исто така неколку канали со река Серава од Скопска Црна Гора, но деталите во моментот јас за Скопје како Скопје не можам да ги коментирам до крај. Ова не веројатно не предизвикува поплави, но безмалку секој малку поголем, попороен дожд, нормален пороен дожд во Скопје на некој начин често предизвикува застој во сообраќајот. Шахтите се како гейзери, особено овие радишени подрачјата, малку што се на ридови. Сите подвозници се блокирани на некој начин. Не знам со кој обем на фи се ставаат цевки за одвод, дали тоа доволно, бидејќи Скопје не е истото од пред 50 години. Бројот на население е 10 пати и повеќе зголемен. Можно ли да се сменат тие стари, да се направат на некој начин поголеми одводни канали, за да може непречено водата да истекува, и стално се соочуваме на исти места, постојано се на некој начин поплавени. Не предизвикуваат големи штети, но се во тој момент непроодни сообраќајот е закрчен. Добро, станува збор за атмосферската канализација, пред секоја што со километража е недоволна за градот со оваа големина со која што е. Факт е дека проектите од 63-та се за помал град од овој што е денеска, но тоа е веќе проблем кој што во голема мера треба да го решава градот Скопје и општините во Скопје. Тие прават определени напори, менуваат дел од таа атмосферска канализација. Кога спомнате Радишани, колекторскиот систем од Битпазар до Бутел, кај Клучката е веќе направен. Минатата година се правеше од кружниот тек до таму по улицата Боца Иванова до река Серава, до каналот во река Серава, но очигледно е дека и тоа не е доволно. Колкави се напорите, колку може за целосно да се реши, тоа е веќе прашање. Една метропола би требало да го има решено целосно тоа прашање, но колку можеме според динамиките на градот Скопје и општините во градот. Може би не е најсозетно оваква пригода, но јас ќе потсетам, често во некои кругови се говори за една анегдота за Виена, градот Виена, кога бил многу одамна мал град, кога не се ни претпоставувало дека ќе стане мегаполис, како што е милионски. Тогашниот крал, кога нарачал да се направи одводна мрежа за Виена, и луѓето направиле, рекол, тоа треба да биде голема. Колку голема крал, па да можам јас да поминам низ цевки. И тие направиле, кога дошол да види, рекол, па добро, што направивте, луѓе? Јас сум крал, јас не одам пешки, одам на конј. Значи, можете да замислите каква визија и перспектива треба да се прави за нешто што во иднина ќе биде доволно за да не предизвикува проблем. Ова е анегдота што се говори, но е доволен показател како треба да се размислува во иднина. Јас предлагам уште еден прилог пред да завршиме да погледнеме за прогнозите што не очекуваат во наредниот период
се уште не е смирена состојбата, уште и синоќ имаше обилни врнежи, можеби не такви како во критичниот ден, но да видиме каква беше изјавата на представникот на управата за хидрометеоролошки работи. Господин Лазаревски, кои податоци ги покажаа мерењата, значи точно на 6 август, зошто ова се случува еднаш на 1000 години? Добро вечер. Значи денеска во управата извршивме проверка на нашите податоци во базата на метеоролошки податоци и ова мораме да го прочитаме дека во 1979 година во Скопје се измерени 110 литри на метар квадратен. Тоа е апсолутен рекорд. Но ова случувањето на 6 август покажа дека врнежите кои беа забележени во рок од 5 часа според нивниот интензитет изнесуваше 84,5 литри на метар квадратен. Ако ги споредиме врнежите во изминатото, ова е 2 пати поголемо количество на врното за 5 часа. Значи станува збор за една количество на врнежи која беа акумулирани во определен тесен простор на котлината на Скопје и тоа предизвика ваква катастрофална последица со човечки животи. Нашите статистики покажуваат дека веројатноста за појава на вакво случување со ваков интензитет е еднаш во 1000 години. Ова веројатно се случи и во нашето подрачје. Ние вакви податоци ги бележиме стално, бидејќи граѓаните стално прашуваат кога се случувало тоа. Овие податоци се веродостојни и се мерени на метеоролошката станица во Зајчервит. Со постувањето на автоматската станица во Газибаба добивме и податоци кои покажуваат дека имаме и над 100 литри во тоа подрачје. Предпоставуваме дека врнежите кои се случија во подножјето на Скопска Црна Гора биле сигурно и повеќе. Ова количество на врнежи која се акумулирала во подножјето предизвикува така наречени брзи поплавни и тие се излеале во населеното место Стајковци и предизвика овие штети и човечки животи. Господине Тарчувовски, завршуваме со емисијата. Вие сте представник на ЦУК, донесовте оперативен план. Кога ќе биде усвоен и како ќе постапува понатаму Центарот за управување со кризи? Овој план е само еден документ кој што не задолжи владата да го изработиме во текот на денешниот ден. Исто така до крајот на денот ќе биде коригиран и усвоен. Ние постапуваме по истиот и во посличен план до сегашниот период, бидејќи процедурите за тоа се званични, донесени уште пред неколку години и ги се познати и на јавноста и на институциите во системот за управување со кризи, така да ова е само за конкретизирање на општите работи во конкретната ситуација во Скопскиот и во Тетовскиот регион. Господин Тарчувовски, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио на телевизија Нова, за информациите што ни ги кажавте и за начинот на кој што ќе се решаваат проблемите и координирањето на сите институции надлежни за справување со кризи. Ви посакувам успешна работа и вам во интерес на граѓаните. И вас благодарам на поканата. Благодарам, почитувани гледачи. Останете со програмата на телевизија Нова.